Нашите клиенти се соочуваат со бројни прекршувања на права и дискриминација, вклучувајќи и прекршување на нивните здравствени права. И покрај недовербата во системот и институциите, некои од нив беа мотивирани да ги раскажат своите случаи. Во оваа видео ќе запознаеме случај на прекршување на права, поконкретно индиректна дискриминација кон лице кое употребувало други од страна на осигурителна компанија. Сакавме исто така да земеме и приватно здравствено осигурување, зашо девојчето кое што ме контактираше ми прати прашалници кои се однесуваат на здравието во случајот на мене и на сегашниот сопруг. Во прашалникот имаше прашања на кои што јас искрено одговорив. Наведов дека сум бивши зависник, сум се лекувала со субституциона терапија. Лекувањето е завршено 2011 година. Од 2011 година намамо не користам никакви супстанции. Исто така искрено наведов за дека имав хепатит С, кој што го лекував 2019 година. Компанијата утврдила дека лицето не ги исполнува критериумите дадени во посебните услови за приватно здравствено осигурување. Врз основа на тоа ја одбива незината понуда. Посебните услови предвидуваат дека право на приватно здравствено осигурување може да оствари здраво лице и членови на семејство на возраст од 1 до 64 години. Истовремено, посебните услови предвидуваат дека осигуреникот може да го одбие осигуреното лице поради претходна здравствена состојба, доколку утврди дека истата е неподобна за осигурување. За разлика од посебните услови, Законот пак за доброволно приватно здравствено осигурување предвидува дека право на приватно здравствено осигурување можат да стекнат лица кои што се наоѓаат во системот на задолжителното здравствено осигурување. Имајќи го во предвид ова, јасно произлегува дека ваквото постапување и однесување на компанијата подразбира вршење на индиректна дискриминација према ова лице. Од суштинско значење државата да ги елиминира ваквите дискриминаторски политики и практики, почитувајќи го Законот за спречување и заштита од дискриминација и Европската конвенција за заштита на човековите и слободи права, каде е предвидено дека е забранет секаков облик на дискриминација врз основа на припадност на маргинализирана група и здравствена состојба. Поради сторената индиректна дискриминација и мотивираност на лицето, истото заедно со Сдруженијето ХОПС Опции за здрав живот и мрежата за заштита од дискриминација поднесоа представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација на Република Северна Македонија.